подпредседателе. Почитуван колега, може би вас требало да ве прашаат овие луѓе што денес влегуваат во влада и овие што излегуваат, може би вас требало да ве прашаат најдобро за тоа што со какви луѓе ќе имаат работа или имале работа до сега, затоа што вие први го поминавте сето ова што тие го поминуваат. Но очигледно дека сами не се изгорат на своја кожа, не веруваат, затоа ја имаме и оваа седница денес, каде што упорно пробуваат да влезат во влада. Вие покажавте храброст како партија, излеговте од владата и кажавте и во вашиот говор дека продолжувате опозицијски до избори. Тоа е многу одговорен политички став, а некако овие претходните што ги спомнав, кои влегуваат и излегуваат зависно од потребата на некој друг. Добро кажавте дека оваа влада потврли во подобрување на стандардот и не да потврли, туку направи тешка катастрофа во стандардот на граѓаните. Со тоа што ги поскапи цените на прехранбените производи, ја поскапи струјата, поскапи ја горивата, поскапи топлинската енергија. И затоа добро кажавте дека излезот од сето ова е да се организираат избори, па да видиме сите ние како стоиме со довербата кај граѓаните, а најмногу да види премиерот што не е тука ниту присутен за да слуша што имаме да зборуваме за тие кандидати што ги предлага тука, да види каква му е довербата во граѓаните и дали граѓаните воопшто веруваат во него и да излези конечно на избори и да го осети тој жар од изборите, да види како е да се оди на избори и да се добие довербата. Но за тоа очигледно дека нема храброст, па со политички пазари пробува да си го продолжи својот политички живот. Поставивте едно многу добро прашање, што донесе оваа влада. Оваа влада, почитуван колега, нема да донесе ништо ново. Оваа влада само ќе го продолжи криминалот на СДСМ и на ДУИ, ќе ги продолжи провизиите и тендерите, а трошките ќе им ги остават на Алијанса, кои што за тие трошки ќе треба да носат целиот криминален товар на СДСМ и на ДУИ. Ви благодарам.